Браво! Во најновото издание на Лајт магазинот ќе гледате за тоа како си поминавме на прославата на првиот роден ден на боксерскиот клуб Pink Panther. А исто така, во денешното издание на емисијата Лајт ни гостува еден американец, саксофонистот Дейвид, кој што перфектно говори или зборува македонски. А зошто и кој е поводот за нашиот денешен разговор ќе дознаете доколку останете заедно со нас до самиот крај. Првата содржина за денес се однесува на роденденската забава на боксерскиот клуб Pink Panther. Во друштво на своите членови и најблиски пријатели, боксерскиот клуб Pink Panther го одбележа својот прв роден ден. Имавме една година напорна работа околу организирањето на клубот, опремување, значи еве од отварањето до денес се точно навршува една година, веќе сме комплетирани и во наредната година значи очекуваме само тренинзи и поголеми резултати. Ја ставивме во функција и другата сала, исто така за понижниот пол да можат да се рекреират, да спортуват, а највише се уложува за боксот, да постигнеме поголеми резултати во бокс. Иако нов клуб, сепак имаме успеси, далеко тоа дека немаме нели за тоа отворен клуб да имаме успеси. Моментално може да се пофаламе сега со најновиот успех. Бевме на меѓународен турнир во Црна Гора, значи во Подгорица. Таму се постави во најдобро светло. Мите така беше исто на златниот гонг. Тренираше кај нас, но боксуваше за Баргала. Можете сами да видите, таму имаме доста пехари, медали. На последното така освоивме значи една бронза и 2 сребра. Почнавме више, значи со првата година почнавме да двоиме во Македонија од другите клубови, со организација, со сето тоа. Има доаѓаат овде многу млади деца кои што гледаме во нив перспективни боксери. Се надеваме еден ден тие деца дека ќе ме надминат и мене, кој ќе биде многу горд и го очекувам тоа од овие млади деца. Како е вашите мислења за девојчињата кои тренираат во овој? Па значи ова е нешто ново да кажеме во Македонија, не само во Штип, значи женскиот бокс станува се популарен и е многу интересно што мали девојчиња доаѓаат овде и тренираат. Беше ми интересно и се запишав. Јас мислам дека ова не е машкиот спорт, може да тренираат и девојчињата. И јас сакам да тренирам една година и сакам да имам многу резултати. Во склоп на бокс клубот Pink Panther функционира женски тим кој што има тренинзи 6 пати во неделата. Дневно имаме од 2 до 3 тренинзи и клубот се одликува со дисциплина која што девојките ја практикуваат пред или после вежбањето. За време на тренингот имаме комбиниран тренинг, значи секој ден вежбаме 30 минути кардио. Останатите 30 минути се вежби за обликување на секој дел од телото, посебно значи на секоја група мускули од телото. И затоа би препорачала на сите да вежбаат и да се подготвуваат за летниот период. Лајт им го честита роденденот и им посакува уште многу години успешна работа. Следува рубриката Занимливости, а во неа ќе погледнете кој е најновиот тренд кој што ни доаѓа од Пекинг. Навистина лудо, се повеќе и повеќе млади луѓе во Пекинг наместо домашни миленичиња на прошетка носат зелка. Некои велат дека зелката ја одбива негативната енергија и дава повеќе самодоверба. Други пак велат дека е полесно да им се приде на луѓе кои исто така се шетаат со вакви миленичиња и со нив се остварува подобар контакт. Додека западните медиуми овој необичен феномен го објаснуваат како саменост на тинејџерите, тамошните локални медиуми ова го поврзуваат со уметничкиот проект на Хан Бинг, кој пред 15 години направи таква акција на плоштадот Тиенанмен. Таму се носеле зелки и се правела фотосесија на младите луѓе кои доаѓале таму од цел свет со својата зелка. Ова им се допаднало на младите, па денес повторно го спроведуваат овој тренд.
За сите оние кои што се со истенчен стил за музика, ќе има интересен концерт кој што ќе можете да го проследите утре во мултимедијалниот центар на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Еве за што станува збор. Со Джез работилница денес беше најавен джез концертот за сите оние кои што знаат што е квалитет и софистицираност во музиката. А ние сме од Универзитетот на Калифорнија во Лос Анџелес, УКЛА, и донесевме наши најаки джез музичари кои се студенти тука. 6 студенти се и еден познат професор Джеймс Ньютон кој познат као флейтист и као композитор. И сега правиме работилница баш за джезот, на кој ниво може студентите да стигнат. Свириме музиката на Чарлс Мингус и други познати джез музичари од историја. Да споделиме нешто од наша музика од Америка со студентите тука во Штип и баш се возбудени, студентите тука отворени се за соработка. Голема чест е присуството на Джеймс Ньютон и неговиот оркестар од Америка, од Лос Анџелес, и се надевам дека во иднина ќе имаме што повеќе вакви можности и што повеќе гости не само од Америка, туку сега би сакала, лично би сакала и од скандинавските земји да има малку од авангардните джез музичари некои. Секако, мислам дека треба се почесто да доаѓаат и ние исто да гостуваме кај нив, да си разменуваме, значи, мислење и да учиме секако од нив, бидејќи доаѓаат нели од Америка и традицијата имаат повеќе години од ке нас овде. Концертот утре ќе биде прекрасен настан. Ова ни е првка концерт со овој состав во Македонија, после тоа ќе одиме во неколку други места, ама ова е као вистински почеток на наша турнеја. Па ќе свириме од Чарлс Мингус неколку композиции, од Тhelonious Monk неколку, од Джеймс Моран, од Willie the Lion Smith, од раниот джез, и сите аранжмани ќе бидат од нашиот ансамбл. Нашиот водач и диригент е Джеймс Ньютон, пианистот е Кифер Шакофорд, тромбонист е Джона Левин, другиот тромбонист Масај Марселин, контрабас Ерик Шибовски, Форест Мичел на тапани, Зекари Рамасиер на труба и јас на саксофон Дейв Уилсон. Дейвид е американец, но сигурно ве изненадува начинот на кој тој зборува македонски. Дојдов прв пат преку една невладна организација и тоа беше одамна пред 10 години, ама пак се вратив да почнам на истражување за докторат. И ќе пишам докторат за различни музички сцени во Македонија и джезот и неколку други интересни, се разбира, народна музика. И затоа што многу се случува туку во Македонија, во овој простор во врска со музика. Бев на семинар за македонскиот јазик во Охрид неколку во летно време неколку години. Па ритамот секако е многу интересен за джез музичар, посебно 7/8, 11/8 такви мешани ритми, затоа што во джезот сакаме тие комплексни интересни работи. Ако ова го привлече вашето внимание, треба да знаете дека концертот е предвиден за утре во мултимедијалниот центар на УГД со почеток од 20 часот и 30 минути. Ова музичко задоволство е бесплатно. Стандардната рубрика во Лайт е предлог филм. Еве го денешниот. Peygamber Efendimiz buyurdu. Освојување 1453 е филмот кој што ви го нудиме денес во траење од 2 часа и 40 минути. Жарн, акција, фантазија, авантура. Режија Фарк Аксуи. Ова е турски историски епски филм, чија тема е поврзана со освојувањето на Константинопол. Çok genç olabilir. Ama o Deccal'in ta kendisidir. Konstantinopolis'i dinsizlerin eline bırakamayız. İlk taşı koyduğumuz gün sonunun nereye varacağını Konstantin'de, Papa'da, Latin devletleri de anlayacaklardır sultanım. Her halükarda kan dökülecek. Mesele şehit olmak için mi, murdar olmak için mi döküldüğündedir. Dinsiz Türkler surlarımızı aşabileceklerini zannediyorlar. Ama biz onları kendi kanlarında boğacağız.
Ова беа подготвените содржини за воденичното издание на Лајт. Јас ве поканувам да ги погледнете уште еднаш на телевизијастар.com.mk и секако останете и понатаму со програмата на ТВ Стар. Чао од мене.